Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска тука ќе зборуваме за предстојниот 9-ти состанок на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, кој од 11 до 12 септември ќе се одржува во Битола, домаќин на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ќе зборуваме и за вториот уписен рок за запишување студенти во прва година на прв циклус студии во академската 2024-2025 година. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. Кратки црни фустани и лажни наслевки, улиците се преполни со некои чудни ликови, а ти наивна и искрена по овој полусвет. Мислиш сите цвекиња во пупка кријат цвет. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела. Храбра си, но знај, дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари пет. Ајде, ела, застани, не врти се во круг. Сите твои проблеми ги крои некој друг. Секој може секому стон да продаде. Дали поскапо и лефтино, тоа ништо вредно не, не. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела. Храбра си, но знај, дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари пет. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела. Храбра си, но знај, дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари пет. Ела, ела, душа врела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари пет. Како што кажавме во најавата, од 11 до 12 септември 2024 Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е домаќин на 9-тиот состанок на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан. Укло пречекува над 50 учесници од универзитети од 15 европски земји, членки на форумот, но и представници од универзитетите на Европската универзитетска алијанса Колорс, чиј член е и нашиот универзитет.
Основан во 2018 година, Ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан обединува 31 универзитет од регионот. Ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан е посветен на подобрување на соработката меѓу универзитетите и зајакнување на гласот на академските институции во овој дел на Европа, решавање на клучни прашања, промовирање на европската политика во високото образование и истражување во регионот, потоа размена на добри практики, подготовка на заеднички проекти, усогласување на законодавството, поттикнување размена на кадри и студенти и така натаму. Тоа е една од иницијативите што произлегува од Берлинскиот процес, идеи за подобра интеграција на Југоисточна Европа. Неговата цел е да ги промовира европските политики во науката и високото образование, размената на добри практики и зајакнувањето на соработките на заеднички проекти. За предстојниот 9-ти состанок на Ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, неодамна во интервјуто за Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола зборуваше и ректорот на УКЛО професор доктор Игор Неделковски. Во предложение пренесуваме акценти од разговорот. 100 годишнината на Институтот за тутун, 45 години од основањето на УКЛО, беа мотив да УКЛО аплицира за организирање на форумот на ректори на земјите од Југоисточна Европа. Ќе се случи на 11, 12 и на 13 ќе имаат прошетка по Охрид. Тие 3 дена ректори, проректори, високи представници од водечки универзитети од земјите на Југоисточна Европа, но и на дел од Колорс, Алијансата ректорите, тие 3, односно 2+1 ден, ќе бидат посветени и на работен дел, на презентации, на предавања, но и на одбележување на нашите повеќе, велам, јубилеи. Тука да го спомнам, иако веќе ние го одбележавме во април и 90 годишнината од првото студентско здружение кое било во Битола, основано 1934 година од многу студенти, потоа познати народни херои, партизани, дел покојни, но дел потоа основачи на современа Македонија, кои што потекнувале од Битола. На Ректорскиот форум, што ќе биде главната точка или еве зашто конкретно ќе се дискутира? Имаме две теми. Едната е значењето на европските алијанси. Покрај од Колорс алијансата ќе бидат представници уште на 2 европски алијанси, ќе дојдат нивните председатели или генерални секретари. Од Колорс ќе присуствува председателот на алијансата. Тоа е проректорот на Универзитетот на Патернбург, професорот Торстен Мајер. А ќе имаме уште 2 и ќе се дискутира за значењето на овие алијанси како иднината на европското образование, а втората тема ќе биде вредностите на универзитетите. Ние стално зборуваме за девалвирање на образованието, вклучувајќи и високото, девалвирање на образованието значи девалвирање на универзитетот. И тука ќе дискутираме кои се тие вредности, кои што ќе речеме тука е, крај. Под тие вредности нема девалвирање. Политичарите ги викаат оние црвени линии, така кога често се спомнува, и како ќе се разменуваат искуства на највисоко ниво, кои се оние црвени линии, оние вредности што мора да ги има еден универзитет, под кои не може да се спушти ни заради финансиски, ни заради социјални, политички или не знам какви причини. И тоа е многу битна тема. Воведничар ќе ни биде ректорот на Сараевскиот универзитет, професорот Шкриев, кој што е познат на Балканот по
неговата долгогодишна борба со одредени политички структури во Босна за задржување на тие основни вредности на универзитетот. Ова е интересно да се слушне, имајќи предвид дека, еве да речеме, поголем дел од населението кај нас смета дека универзитетите во Македонија, како што еве и сами откажувате, ги изгубиле вредностите, но кога ќе се слушне дека со истиот проблем или со истото мислење се и граѓаните од останатите земји, значи се работи за проблем кој што навистина треба сите да не загрижува, не само кај нас, туку и насекаде. Да го прашате и ректорот на еден норвешки универзитет или на еден холандски универзитет, ќе ви речи дека исто се губат вредностите. Може би не до толку како што се тука на Балканот, но тоа е генерален тренд. Поврзано е со неколку елементи, како и се друго со финансиите. И најбогатите земји кратат на финансиите. Може би тие финансии за нас изгледаат астрономски, меѓутоа за тој животен стандард така им изгледаат малку. Кратењето на финансиите ги турка универзитетите на пазарот. А пазарните услови значат девалвирање, бидејќи ако вие имате цел да само да квантитет повеќе студенти да наплаќате школарини, се губи квалитетот. Паѓањето на наталитетот е алармантен не само во Македонија, во цела Европа. Тоа повлекува привлекување, посебно во Европската Унија, на многу студенти од далечниот исток и од блискиот исток, кои што се финансиски моќни. Меѓутоа, ако се повлече само финансискиот компонент, повторно се девалвира квалитетот на високото образование, каде што вие, така за да функционирате, ви требаа средства. Државата ви ги крати и вие се ориентирате према студентите. Локални студенти немате, се намалува бројот на матуранти во Македонија, константно, секоја година се намалува. И сега, ние толку студентите, може би проблем им е и јазикот, колку е некој спремен да учи македонски јазик за да дипломира. Немаме толку странски, но таму масовно имаат привлекување и кои се жалат ректорите дека тие студенти морат, така да речем, да им прегледуваат од време на време низ прсти, за да обстанат, за да имаат финансии да постојат, и тоа го девалвира високото образование, иако веќе одреден период нема директно политичко влијание, во некои земји се уште постои во Европа, што исто така го девалвира. Добро, кај нас сме финансиски зависни, иначе одамна веќе нема таква директна политичка зависност на универзитетот, да некој моќник може да ви нареди, меѓутоа може да ви ги намали средствата. Имаме некоја индиректна зависност и тие вредности ќе се дискутираат баш како глобален проблем на Европа. Не ми е позната ситуацијата во Америка или во далечниот или блискиот исток, кој што има исто така сериозно високо образование, но во Европа е акутен проблемот на вредностите. Бидејќи колку повеќе ви туркаат во пазарни услови, вие мора да се прилагодувате на пазарот. А пазарот во Европа се намалува, наталитетот е рак рана не само кај нас, е секаде. Начнавме многу интересна тема, ректоре, за која што ни треба многу повеќе време за да ја представиме или да ја разглобиме. Во секој случај ќе биде интересно и убаво е, нели, заклучоците од расправата што ќе имате, од дискусиите, да можеме да ги видиме, па може би нешто и да се предложи за решавање на овој проблем до надлежните институции, нели? Ние имаме доста амбициозна министерка, јас те уште формално не сум ја сретнал, вака по незините настапи во јавните медиуми, има сериозна агенда да се задржат одредени минимални вредности, да се направат предуслови за тоа да се оствари и апсолутно тие ставови од ректорскиот форум ќе бидат
споделени, бидејќи ќе се базираат на регионално искуство. Не е само кај нас ова тема актуелна. Одиме со музика, а потоа за уште неколку моменти, односно за дел од агендата на предстојниот 9-ти состанок на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, чиј домаќин е Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Како што кажавме, од 11 до 12 септември, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е домаќин на 9-тиот состанок на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан. Учесниците ќе дискутираат за идниот развој на универзитетските сојузи, универзитетските вредности, можностите за заеднички проекти и други активности. Овој исклучително редок настан, домаќинот, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, ќе го искористи за промовирање на новоформираниот Co-Space Office на Европската универзитетска алијанса Colors пред учесниците на форумот, но и пред граѓаните на Битола. За него ќе зборуваме повеќе во новото издание на емисијата Студентски парламент на UKLO FM. Во ова прилика пак ќе кажеме дека во рамките на форумот на ректори од земјите на Југоисточна Европа и Западен Балкан и форумот на Colors Европската универзитетска алијанса, како и одбележувањето на годината на јубилеј 100 години од почетоците на UKLO,
основањето на неговата најстара единица, Научниот институт за тутун во Прилеп, и 45 години од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски, се подготвува и мултимедијален театарски перформанс «Еден век наука и знаење» во режија на Дејан Пројковски. Поканетите гости ќе имат можност да го проследат на 11 септември во Народниот театар во Битола. На 12 септември пак, во попладневните часови, учесниците ќе бидат гости на Научниот институт за тутун во Прилеп, каде ќе се запознаат со неговата работа, а ќе го посетат и музејот за тутун. Ispadni čovek, ne vidi ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi ka nekoja druga što ke ti dade se. Rani me, pa i posledno daje dož da vi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i teđa, nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe, koji tebe ja se nema. Ni buket od rozi, ne te bere sega, ni okean ni solzi, ne te vala sega. Ni buket od rozi, ne te bere sega, ni okean ni solzi, ne te vala sega. Kaži, ima li problem, ne begaj ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi ka nekoja druga što ke ti dade se. Rani me, pa i posledno daje dož da vi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i teđa, nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe, koji tebe ja se nema. Vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i teđa, nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe, koji tebe ja se nemam. Во продолжение на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио КФМ Битола, подсетуваме дека на 13 и 16 септември на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ќе се реализира вториот уписен рок за запишување студенти во прва година на прв циклус студии во академската 2024-2025 година. Заинтересираните кандидати кои не се пријавиле во првиот уписен рок, сега повторно ќе имаат можност да направат избор од широк спектар на специфични профили и од годинава со нова колорс димензија. Нели веќе кажуваме во повеќе наврати укло семејството од повеќе од 4000 студенти се поврзува со уште 120.000 млади луѓе преку Колорс Европската универзитетска алијанса. Како прва македонска високообразовна институција, дел од алијансата, финансирана од Европската комисија, УКЛО почитува европски вредности, нуди мобилности и избор на предмети, а наскоро и можност за двојна диплома на 9 Колорс универзитети.
Право на запишување на прв циклус до дипломски студии на единиците на УКЛО имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура, кандидати со завршено 4-годишно средно образование во претходните учебни години, пред учебната 2007-2008 и учебната 2019-2020 година, кои не полагале државна матура, како и кандидати што имаат завршено високо или висше образование на сродни факултети и висши школи и кандидати кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки. На прв циклус до дипломски студии во новата академска година на УКЛО можат да се запишат и кандидати кои целосно или делумно завршиле средно 4-годишно образование во странство. Подсетуваме дека износот за партиципација е 200 евра за студентите кои ќе се запишат во државната квота, 100 евра за дисперзираните студии и по 400 евра за редовни студенти со школарина за студирање и за вонредни студии. Единиците на универзитетот нема да наплаќаат партиципација за лица без родители помлади од 26 годишна возраст, доколку се невработени, лица со инвалидност во согласно со уредбата која донесува владата, воени инвалиди, лица растени во домови за напуштени деца, доколку се невработени и други лица утврдени со уредбата на владата. И во новата 2024-2025 година УКЛО го стимулира уписот на најдобрите, имено на секоја единица на универзитетот од сите студиски програми заедно, на 3 најдобро рангирани кандидати, односно кандидати со највисок број на поени во квотата на примените редовни студенти по објавувањето на конечните ранг листи по завршувањето на сите уписни рокови, од страна на универзитетот ќе им бидат рефундирани средствата од плаќањето партиципација за првиот семестар од првата година на студии. Повеќе информации за запишувањето на студенти во прва година на прв циклус студии во академската 2024-2025 година на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во вториот уписен рок, кој подсетуваме уште еднаш ќе се реализира на 13 и 16 септември. За бројот на слободни места по единиците на универзитетот, потребните документи за пријавување и запишување може да се најдат на веб страницата на универзитетот uklo.edu.mk и на веб страниците на единиците на УКЛО. Zaboravаш, sve pomalku me svaćaš, znam ovo loše znak, nešto ne dostiga. Da li će te raduva, će te pravi posrećna, koga mene će me nemaš, koga mene će me nemaš, da li kraj ti posaka, zada bideš posilna. Koga mene će me nemaš, koga mene će me nemaš. Od tebe naučim, ljubav je samo igra, neverna prikazna, vo koja hrabar bira. Znam ova loše znak, nešto nedostiga. Da li će te raduva, će te pravi posrećna, koga mene će me nemaš, koga mene će me nemaš, da li kraj ti posaka, zada bideš posilna, koga mene će me nemaš, koga mene će me nemaš, vo oči kako slika osnovna, tvoj lik mi potona za sekundu.
Почитувани, тука го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот Отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете понатаму со нас на 90,8 МГц. Nemoj da me gledaš, nemoj oči da mi baraš, za tebe me nema, ja si ti sme bolka stara, o dobro da ne znam, kada i so koji si sega i od ovde begam, koga veke ne ti trebam, kazna je, i so tebe, no i bez tebe, i ovoj život moj, ne bajka bela, što te ima, pa te nemam, nikoj kako tebe ne baknuva, zato a si rodena, ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam, nikoj kako tebe ne baknuva, zato a si rodena, ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam. Ne sakam da slušam, niti zbor da znam za tebe, ke smiram duša, ako bidam sam so sebe, nema pad za nazad, nema veke da sme celi, što i da mi kažat, koga nekoj tretne deli, kazna je, i so tebe, no i bez tebe, i ovoj život moj, ne bajka bela, što te ima, pa te nemam, nikoj kako tebe ne baknuva, zato a si rodena, ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam, nikoj kako tebe ne baknuva, zato a si rodena, ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam. Nikoj kako tebe ne baknuva, zato a si rodena, ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam, nikoj kako tebe ne baknuva, zato a si rodena, ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam. Укло ФМ Битола, септември 2024 година. Избери квалитет, избери традиција, избери го Укло. И слушај Укло ФМ Битола, 90,8 МГц.